Добар ден! Добре дојдовте во првата емисија на квизот Умни глави, кој што е проект на Младински совет Струмица, заедно во соработка со ТВ каналот ВИС. Во наредниот период во нашето студио ќе се запознаеме со многу млади кои ќе сакаат да го покажат нивното знаење, но воедно и да го представат своето училиште во најдобро светло. Уште на почетокот на квизот би сакала да им честитам на волонтерите на Младинскиот совет кои успеа да донесат нешто ново и нешто уникатно во нашиот град. Овој проект е воедно и еден од најголемиот проект, но не би успеал без помош на ТВ канал ВИС и без помош на средните општински училишта Јане Сандански, Димитар Влахов, Никола Карев и приватното општинско училиште Јахја Кемал. Денес со нас имаме представници од средното општинско училиште Јане Сандански кои учествуваат во тимот БАС и представници од средното општинско училиште Димитар Влахов кои што се дел од тимот Тројански вирус. Ве замолувам вие од Јане Сандански да се представите. Здраво, јас сум Стефан Крсмановиќ, ученик од трета година. Васко Манавски, ученик од трета година. Здраво, јас сум Гордана Понова и учам во Димитар Влахов прва година. Јас сум Никола Гогов и сум ученик од прва година. Зошто се пријавивте? Се пријавивме бидејќи сакаме да ги прошириме нашите знаења. А вие? Се пријавивме бидејќи сакавме да стекнеме нови искуства, а пред се и да се забавуваме. Што беше тоа што ве поттикна за да се пријавите на квизот? Се случи некој спонтано и немаме некоја посебна причина. Тоа беше самоволно, сакавме да си ги пробиме вештините, а воедно да стекнеме нешто ново, а воедно искуство со кое што се надеваме дека во иднина ќе ни послужи. Што очекувате? Барем до финале. Очекуваме добра забава пред се, но и влез во финале. Како што знаеме сите, секоја игра има правила. Па така првата игра која што е наречена да или не, правилата се следни. Секој од тимовите добива по 10 прашања. Тоа се всушност искази кои што вие треба да кажете дали се точни или не. Имате максимално време за размислување 5 секунди, а секој точен одговор ви носи по 4 поени. Прво прашање за тимот БАС. Зелената е основна боја. Не. Вашиот одговор е точен. Основни бои се црвена, жолта и сина. Одиме понатаму, прво прашање за тимот Тројански вирус. Лубеницата е вид на зеленчук. Да. Точно, лубеницата е зеленчук. Лубеницата е зеленчук. Одиме второ прашање, тимот БАС. Животните имаат способност да сонуваат. Да. Точен одговор. Одиме второ прашање, тимот Тројански вирус. Титов врв е највисок врв во Македонија. Не. Точен одговор. Голем кораб е највисок врв во Македонија. Трето прашање за тимот БАС. Менделеев го конструирал периодниот систем на елементи. Да, Точно. Точен одговор. Трето прашање за тимот Тројански вирус. Хитлер е убиен од австро-унгарски шпион. Не. Точен одговор. Хитлер се самоубил со куршум во чело. Одиме четврто прашање. Македонија се наоѓа на јужната хемисфера. Да. Вашиот одговор е погрешен. Македонија се наоѓа на северната хемисфера. Одиме понатаму, четврто прашање за тим Тројански вирус. Бил Гейтс е основач на Microsoft. Да. Точен одговор. Пето прашање. Охридското езеро е најдлабоко на Балкан. Да. Да. Точен одговор. Одиме пето прашање. Главен град на Турција е Истанбул. Не.
Точно. Анкара е главен град на Турција. Англискиот јазик е наизборуван во светот. Да. Неточен одговор. Кинескиот јазик е наизборуван јазик во светот. Одиме шесто прашање за тим Тројански вирус. Пинг-понг може да се игра во двојки. Не. Не. Вашиот одговор е погрешен. Пинг-понг може да се игра во двојки. Човековото тело има над 300 коски. Не. Точно. Човековото тело има во просек околу 250 коски. Одиме седмо прашање за тим Тројански вирус. Сонцето представува звезда. Да. Точно. Сонцето е звезда од класата на жолти џуџиња која се наоѓа во центарот на сончевиот систем. Одиме осмо прашање за тим Бас. Човекот може да живее со еден бубрек. Може. Да. Точен одговор. Најзастапен елемент во воздухот е кислород. Не. Точен одговор. Најзастапен елемент во воздухот е водородот. Одиме девето прашање за тим Бас. Маслинката е вид овошје. Не. Точен одговор. Маслинката е зеленчук. Девето прашање за тим Тројански вирус. Срцето е мускул. Да. Да. Точен одговор. И одиме последно прашање за тим Бас. Алцхаймер е болест при која се губи меморијата. Да. Точен одговор. И 10-то прашање за тим Тројански вирус. Арктикот се наоѓа на јужната хемисфера. Да. Не. Арктикот се наоѓа на северниот пол. Првата игра заврши. Во оваа игра резултатот е изедначен. Учесниците од тимот Бас добија 32 поени и учесниците од тимот Тројански вирус исто така добија 32 поени. Се надевам дека ви станува се поудобно, дека немате повеќе трема. А сега преминуваме на втората игра која што е наречена проста математика. Дадени се 6 броеви, од кои што треба да се добие трицифрен број, при тоа користејќи ги операциите: собирање, одземање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање на задачата имате 2 минути, а за презентирање на вашето решение ќе имате 30 секунди. Задачата е следна. Добите го трицифрениот број 361 со помош на математички операции помеѓу броевите 3, 4, 6, 7, 10, 25. Времето е на половина. Дали може Имате- броевите по два пъти да се користи? Не. Имате уште 30 секунди.
4, 3, 2, 1, времето истече. Кој резултат го добивте? Тимот Бас, 311. а тимот Тројански вирус? 364. Први ќе го презентираат резултатот тимот Тројански вирус. Имате 30 секунди за презентација. Отвараме заграда 4 по 25, затвараме заграда по 3, плюс отвараме заграда 10 по 7, минус 6. Го добивте бројот 364. 64. Добро, вашиот резултат е точен. А сега одиме со втората задача. Добијте го трицифрениот број 484 со помош на математички операции помеѓу броевите 4, 3, 6, 8, 20 и 50. Времето почнува да тече. Имате уште една минута. Пет, 4, 3, 2, 1. Времето истече. Кој резултат го добивте? 480. А вие? 463. Повелете Тим Бас да ја презентирате вашиот резултат. Имате 30 секунди. Отвараме заграда 8 по 90, затвараме заграда плюс 6 помножено со отвараме заграда 8 минус 3 затвараме заграда. Резултатот на тимот Бас не е точен, а сега ве молиме од тимот Тројански вирус да ја презентирате вашата задача. Отвараме заграда 6 по 50, затвараме заграда плюс отвараме заграда 8 по 20, затвараме заграда плюс 3. Колку е резултатот? 463. Вашиот резултат е точен. После втората игра, победници се учесниците од тимот Тројански вирус, кои што имат освоено 56 поени, вкупно 56 поени, а во втората игра освоија 24 поени, а учесници од тимот Бас имаат 32 поени. А сега продолжуваме со третата игра, која што е наречена Милионер.
Секој тим добива по 7 прашања од одредена област со 4 понудени одговори. Вие треба да го најдете точниот одговор за време од 30 секунди. Тимот со помалку бодови има право да избере за која категорија сака да се надпреварува. Можете да изберете од следните категории: музика, литература, географија или спорт. Литература. Тимот вас? Литература. Литература. Со секој точен одговор добивате по 8 поени, а ако не го знаете одговорот, можат учесниците од тимот Тројански вирус да одговараат, но при тоа ќе добиете 4 поени. Одиме прво прашање. Кој е најстариот пишан споменик во светската литература? Под А. Гилгамеш, Б. Куранот, В. Одисеја и Г. Илијада. Гилгамеш. Пода. Точен одговор. Одиме второ прашање. Романот Чичко Горио е дело на под А. Достоевски, под Б. Бокачо, под В. Молиер или под Г. Балзак. Под Г. Баус. Точен одговор. Одиме трето прашање. Трите основни литературни родови се под А. Метафора, анафора, епифора, под Б. Фонетика, морфологија и синтакса, под В. Лирика, епика и драма или под Г. Епитаф, епиграм и елегија. Под В, лирика, епика и драма. Точен одговор. Одиме четврто прашање. Зборови различни по форма, но со исто или слично значење се викаат под А. Хомоними, Б. Синоними, В. Антоними и Г. Пароними. Под Б. Точен одговор. Одиме пето прашање. Главниот јунак на Григор Прличев во поемата Сердарот е под А. Гоце Делчев, под Б. Јосип Броз Тито, под В. Кузман Капидан или под Г. Даме Груев. Под В, Кузман Капидан. Точен одговор. Одиме понатаму шесто прашање. Кој ја напишал книгата Најдоброто од мене? Под А. Гијом Мисо, под Б. Џон Грин, под В. Николас Спаркс и под Г. Џуди Џејмс. Под В, Никола Спаркс. Точен одговор. И одиме на последното прашање. Кој го напишал Гарванот? Под А. Едгар Алан По, под Б. Шар Бодлер, под В. Шекспир или под Г. Александар Пушкин. Под А. Едгар Алан По. Браво, ви честитам. А сега одиме со тимот Тројански вирус, која категорија ќе ја изберете вие? Географија. Во ред, одиме прво прашање. Езеро кое има солена вода. Под А. Балтичко, под Б. Карпатско, под В. Чад или под Г. Средноземно море. Имате уште 15 секунди. Под В. Чат. Вашиот одговор не е точен. Тим Бас имате можност да одговорите, а при тоа ќе добиете 4 поени ако точно одговорите. Под Б, Карпатско. Точен одговор. Одиме второ прашање. Најголемиот активен европски вулкан е под А. Етна, под Б. Везув, В. Стромболи или Г. Мауна Лоа. Времето тече. Уште 15 секунди. Под А. Етна. Точен одговор. Одиме понатаму. Трето прашање. Која од наведените не е дел од Обединетите Арапски Емирати? Под А. Абу Даби, под Б. Дубаи, В. Катар или под Г. Аџман.
15 секунди. Под В. Катар. Точен одговор. Одиме четврто прашање. Најстарото природно езеро на земјата е: под А Балтичко, под Б Бајкалско, под В Танганјика или под Г Охридско. Под В. Танганика. Вашиот одговор не е точен. Тим Бас, вие имате можност. Под Б. Бајкалско. Точен одговор. Одиме пето прашање. Најголемата планета е: под А Земја, под Б Венера, под В Јупитер или под Г Марс. В. Юпитер. Точен одговор. Одиме шесто предпоследно прашање. Која е најисточната, најзападната и најсеверната земја во Америка? Под А Аљаска, под Б Калифорнија, В Охајо или Г Тексас. Времето тече. Ще 15 секунди. Под А. Алјаска. Точен одговор. Одиме на седмо последно прашање. Најмалата земја во светот е: под А Луксембург, под Б Ватикан, В Сан Марино или Г Монако. Секунди. Под А. Луксембург. Вашиот одговор не е точен. Под Б Ватикан. Точен одговор. Завршивме и со третата игра. Дали ви е поудобно, дали веќе се навикнавте? Да. По-добро. Како се чувствувате? Возбудени. Возбудени? Одиме во четвртата или предпоследна игра, која што е наречена Следиме. Верувам дека ова ќе ви биде една од најзабавните и најрелаксирачки игри, затоа што тоа е една од најпознатите игри. Се надевам дека секој од вас ја има играно. Па правилата се следни. Секој од тимовите добива по еден збор. Први започнуваат тимот Бас. Оваа игра се игра на овој начин што ние ви задаваме збор, а вие треба да кажете нов македонски литературен збор кој започнува на последните две букви од претходниот. Единствен услов е зборовите да не завршуваат на К или Ко. Тимот Бас го добива зборот животно. Имате максимум време за размислување 10 секунди. Новела. Времето ви тече. Латиница. Цар. Ар. Верна единица. Добро. Аргат. Ат. Ат. Како е? Атлантик. Икона. Настан. Ананас. Астрономија. Јаболко. Жалам, вие загубивте играта. Единствен услов беше зборовите да не завршуваат на К или Ко. А сега наред се тимот Бас.
кои што вие го добивате зборот вистина? Налив. Ивица. Цар. Ар. Аргат. Атлантик. Икона. Назарет. Единец. Зборот кој што Тимот Бас го рекоа беше Назарет, а вие рековте единец. Па така, после четвртата игра, Тимот Бас доби 16 поени, имаат вкупно 116, а тимот Тројански вирус си останува на 88 поени. Продолжуваме понатаму на петата и одлучувачка последна игра, која што ги содржи следниве правила. Секој од тимовите добива по 5 логоа во одредена област, која што треба да кажете кој бренд се крие зад нив. Во првата емисија тоа е социјални мрежи. Времетраењето за вашите одговори е 5 секунди, а секој точен одговор ви носи 4 поени. Доколку вашиот одговор не биде точен, другиот тим има право да одговори. Први се тим Тројански вирус. Pinterest. Точен одговор. Одиме лого за тим Бас. iCloud. Како? iCloud. Не. Nisam. Тим Тројански вирус. SoundCloud. Точно. Блиску бевте. Лого за тим Тројански вирус. Tumblr. Точно. Одиме понатаму. Foursquare. Лого... Добро, точно. Сега лого за тим Тројански вирус. Flickr. Точно. Лого за тим Бас. Не знаем. Времето истекува. Тим Тројански вирус. Blog. Точно. Лого за Тројански вирус. Не знаете? Не. Тим Бас. И ние не знаем. MySpace. Одиме лого за Тим Бас. Това и нас ли беше? Не. Повелете, вие сте наред. LinkedIn. Точен одговор. Одиме лого за Тим Тројански вирус. Reddit. Точно. Лого за Тим Бас. Велис. Не, погрешен одговор. Vimeo. Vimeo. Точен одговор. Завршивме со петата игра и резултатите се следни. Тим Тројански вирус победи во петата игра, каде што доби 20 поени, а Тим Бас доби 4 поени. Во првата емисија победници се Тим Бас, кој што има освоено вкупно 120 поени, во споредба со Тим Тројански вирус, кој што има освоени 108 поени. Ми беше огромно задоволство. Како се чувствувате?
Доста возбудено и мислам дека беше доста интересно. А вие? Забавно, сепак добро поминато време. Ви честитам. Заслужено бевте. Учесниците од тимот БАС продолжуваат понатаму во осмина финале. Ви благодариме на вниманието, се гледаме во наредната емисија.